Со честитка за граѓаните по повод христијанскиот празник Великден, кочанските социјалдемократи на денешната пресконференција излегоа со остра критика кон власта за според нив диктаторскиот начин на владење. Со опомена за лошата економска политика во општина Кочани, акцент ставија на се поголемиот број затворени дуќани во централното градско подрачје, кои како што велат се производ на владеачката гарнитура. При тоа презентираа дел од проектите од нивната изборна програма. Во програмата на Социјалдемократскиот сојуз, заедно со своите коалициони партнери, понудивме решенија со кои ќе ги подобриме условите за живеачка и за бизнис на граѓаните, со тоа што прво опомена па казна, а казите ќе бидат најмалку преполовени од сегашните. Намалувањето на персоналниот данок од 10 на 9%, поврат на персоналецот за секој кој има примања до 12.000 денари месечно, или тоа на годишно ниво за секој еден граѓанин со такви примања месечни, минимални по 12.000 денари, ќе изнесува некаде од 4 до 5.000 денари поврат. 15% нова мерка, поврат на платениот данок на додадена вредност за секој граѓанин. Не на лотарија, како што прават ВМРО ДПМН, туку буквално за секој граѓанин. И тоа во апсолутен износ ќе изнесува некаде од 25 до 30.000 денари годишно средства повратени кај граѓаните на Република Македонија. Нула или воопшто персонален данок не предвидуваме или ќе ги укинеме за земјоделците, за откупувачите на билки, габи и чаеви од планинските региони и нула ќе ги ослободиме оние луѓе, најранливата категорија, социјални незгрижени граѓани кои откупуваат отпад, пластика, хартија или старо железо. Праведен данок на имот, а тоа значи колку имот, толку данок. Пак воведување на ефтината струја за нови 34 часа неделно. Помала радиодифузна такса, не оваа сега, која е од 190 денари и за која буквално во секој втор дом чукаат извршители и за тоа земаат баснословни суми на пари. Ревидирање и драстично намалување на износот за извршителите. 40% повисока социјална помош на социјално загрозените семејства. Државна социјална пензија за необезбедените.